Македонските малцинства без никаква поддршка од македонските власти. Таков е примерот и во Србија, не само во Бугарија и Грција, каде македонците воопшто не се признаени. Првиот човек на македонското здружение Кочо Рацин од Београд, Лидија Демниева за Алфа вели дека имаат голем број проекти за промоција на македонците во Србија, но за тоа никаква помош не добиваат од македонската влада, иако аплицирале многу пати. Сме би конкурирали во Министерство за култура, сме конкурирали чак и во Агенцијата за иселеништво, меѓутоа секогаш се сведува на сето тоа да никогаш не ни одобрили за ни еден проект, ни еден. Значи сме имале последниот проект сум барала, јас лично сум го поднела во Министерство за надворешни работи и сум барала историја, култура, поезија на Велес и Кочо Рацин, пошто го носиме името Кочо Рацин. Меѓутоа ни тоа не ни го одобрија. Демниева вели дека разочараноста од централата во Скопје веќе ги одвраќа од намерите воопшто се трудат да подготвуваат и нудат проекти. Изгубиш и желба да бараш кога ќе сватиш дека некој не ги почитуваат нашите барања, знаете. И вие губите силно време, доваѓате, плаќате карти, носите у Македонија, проверувате, викате, се она, и на крајот сето тоа нема ништо. Нема ништо, значи тоа е многу лошо. И не е само игнорантскиот однос од македонските власти на тема нивното делување во соседството. Нашите здруженија во Србија ги револтира и фактот што не се прашани за ниедна клучна одлука на македонската надворешна политика, како за промената на името, така и за сегашните проблеми со Бугарија. Еден добар дел на луѓе се многу разочарани со политичката состојба на Македонија и односот према нас, македонците, и во соодносите со Бугарија. Овакво својатање на македонците, тоа не допринесува добро ни за македонците во Србија. Статусот ми е потполно, вгрозен. Што да мислат за нас? Слична е состојбата и со македонците во другите соседни земји. Јоргос Пападакис, македонец, новинар од Грција, во разговор за Алфа кажа дека тие како македонци воопшто не биле консултирани кога се потпишувал Преспанскиот договор. Немаше дури и волја од македонската влада тоа да го направи. Го видовме во текот на преговори пред Преспанскиот договор. Никогаш не беше спомнето македонското малцинство или македонскиот јазик во Грција. Ние бевме тотално вон целата таа приказна. Проблем во остварувањето на своите права како македонци имат и нашинците во Бугарија. Првиот човек на Омо Илинден Пирин, Стојко Стојков, вели дека страшно е што македонската власт се откажала од македонците во Бугарија. Она кое што е многу вознемирувачко е дека пак доаѓа до израз една специфична страшливост на македонската влада. Ако може така да направиме и некоја изјава што да не се налути многу Бугари. Мислам со таков прилог далеко не може да се стигне. За нашето малцинство да бидеше признаено му требаше поддршка од некаде. За жал, нашето малцинство, иако ние не сме малцинство кое што припаѓа на бездржавен народ, какви што има во Европа, за жал ние сме малцинство што нема држава за себе. По долги години конечно македонски политичар беше во посета кај македонско малцинство во друга земја. Министерот за надворешни работи Бујар Османи беше кај нашинците во Албанија, каде малцинството ни е признаено. Се поставува прашањето дали можеби некогаш представник на македонската власт ќе замине кај македонците во Грција и Бугарија, каде што не признаваат дека има македонци во нивните земји.